Еве видео зошто лично јас ја врејам Македонија. Сега ќе кажам, кога јас правев полуматура, цел клас сакавме диџеј и што се деси на крај? Што се деси на крај? Цел клас побаравме диџеј, а они на полуматура ни донесоа бенд. Значи бенд да ни свири на полуматура со оние старите песни што имала Късмет Стамена, кафанска певачица Синен Сакич, добра. Може би се во право дека ние сме помлада генерација, може се генерација што е на времето. И може би затоа ни пуштиле такви песни на полуматура, али цел клас, памтете, цел клас баравме диџеј, плативме за диџеј и на полуматура, братче, ни донесоа бенд. Значи бенд да ти свири на полуматура, да ти рока таму кафански песни. Нема логика, буквално нема логика. Значи полуматура се дружиме, јадеме, пиеме, ама имајте малце осет и емпатија за другиот. Бидејќи ако па добро, можеби нашите училишта требаше да се согласи со нашите барања, ама на лева нога е сега кај мене у школа, ама буквално знам дека плативме 261 денари плативме. Отидовме во како се го во градски парк има еден ресторан, таму правиме се полуматура. И буквално само што стигаме пред ресторан, класната, поздрав до неа, класната буквално вика: деца, смирете се, ред. Добро, ама чекаме ретона, долго чекање, 10-15 минути да влеземе. И почнува се полуматура, ово, оно, играме се, дереме, бла бла бла, и редови работи. И доаѓа класната и вика: деца, да знаете дека не можеме да ви пуштиме забавно, ќе има народно фолк. Добро, го прекјутавме тоа, ама зошто на мене ми дојде преку глава на полуматура? Значи сум платил, сум дошол, сум се жургал, се живо диво, ама што е работата? Работата е дека цел глас сакавме диџеј, а они кои завинат ни донесоа бенд. Значи на полуматура, братче, некој да ти кажува зошто да славиш, со кого да славиш, колку да славиш, колку пари да платите, не знам, колку процент ќе остане за школата, ова, она. Луѓе, значи на полуматура да пуштите српски кафански песни, значи нема логика. Нема логика, буквално нема. Пошто наместо да ни пуштите нешто Двабона, Тоше, Елври Мекич, нешто така помлада популација да слушаме, они се заинатиле со тој диџеј, се заинатија диџеј да ни донесат бенд. Ало бре, што е ова? Значи како нашите наставнички не учат? Значи без мозок, брат, без мозок. Паштета од мозок имаат. Пошто на полуматура, баче, да ти рокат деца таму и што имала Късмет Стамена, да ти кажуваат зошто да славите, колку да славите, како, што, да ви се прекине дружбата и ред други работи. Ама, што сакам да ви кажам, значи, ако сакате да имате диџеј за полуматура, буквално пишете на полно диџеј во Македонија ги има, ама никогаш не дозволувате некој да влија врз вашиот сон, бидејќи ако ти си зацатал дека ќе ти дојде диџеј ќе ти дојде. Ама разбирам се, професори се, стара генерација се, ама без осет, брат, без осет. Јас нарачев една песна од Тоше Парски Једина, само што почна да ја пеа, ми изгасија. Значи, денешно време е, брат, швркен зибите. Значи, на мои 16 години, јас да слушам кафански песни, да ме замарат, не, брат, значи, боле ќе се преселам на Македонија, него ли што ќе живеам со такви професори што ни прават притисок. Значи,
професорите константно ни досаѓа кога ќе платите, кога ќе платите, кога ќе платите. Ќе платиме брат, почекај, стрпи се. Не знам, Македонија ти е толку пропадната земја, толку се алчни луѓе за се што едноставно сум изгубил надежда во сите луѓе што викаат ќе биде боле, ќе биде боле. Епа не е боле. Зошто не е боле? Заради такви проблеми што ги има во нашата глупа македонска држава. Северна Македонија? Не. Значи, никогаш северна сама Македонија. Да. У каква глупа држава живееме, значи сачувај Боже. Професори, ако го гледате ова видео, малце преиспитајте се у тоа мозокот, преиспитајте се у мозокот дали сте здрави. Не знам, живци ми се крена од ова, значи полуматурата помина ужас, ужас беше, ужас. Па после полуматура, тато ме зема со школа, ме носи кај мене дома и таму тека да се пушти музика, пошто нашите драги професорки од основна ни пуштаја кафански песни и беше премногу тапа темата и едноставно морав да се прилагодам на како се вика, да се прилагодам на начинот што го одбрале, ама ако го сакате да работите, работете со љубов, давајте напор за вашите соништа и никогаш немој да се буните за нешто што сте во право. Ако ти си сигурен дека си во право, буни се брат на макс, значи бори се како рис, ама ако си крив, ќе кјутиш. Така да, тоа е. Полуматурата помина ужас, помина срање беше, пошто немавме никакви услови, ни ништо. Тоа ти е Македонија, брат. Македонија не е Македонија ако нема вандализам. Јас си одам, а вие размислете на оваа тема, така да ви кажав се што сакав да ви кажам како помина полуматурата и што беше. Да. Македонија, дали се спремаш, треба да те оправиме, нели гледаш? Не, математика ќе си остане математика. Македонија ќе си остане земја што е најпропадната, брат. Да. А јас си одам, а вие правите што сакате. Професори, преиспитајте си го мозокот прво. Пошто вие имате паштета од мозокот, зборам за професорите од основна. Јас си одам. Толку, нема што да кажам, без коментар сум. Чао. Да ти се погледам на глупата полуматура, значи не е било, Македонија ти е ужасна држава, маја.